Владата бара собранието да даде автентично толкување на членот 11а од Законот за помилување. Причината, како што денес објасни министерката за правда, е да се спречат обидите за избегнување на правдата и неказниво за сериозни кривични дела. Тие обиди се движат од постојано одложување на судски постапки со цел да се обструира носењето на судски одлуки, до иницирање на постапки пред Уставниот суд за укинување на членови на Кривичниот законник, а сега и Законот за помилување. Целта на овие манипулативни обиди е постигнување на неказнивост за кривичните дела, кои беа предмет на специјалното јавно обвинителство, а кои сега ги продолжи редовното обвинителство. Во рацете на собранието е еднаш за секогаш да го затвори ова прашање и да оневозможи оживување на незаконските помилувања на Иванов. Повикот на Дескоска следи откако Уставниот суд реши да поведе постапка за оценка на уставноста на членот 11а од Законот за помилување, што според неа представува опасност за еднината на постапките кои се водат за и врз основа на прислушуваните материјали. Владата сега преку автентично толкување собранието да потврди дека членот 11 на кој Ѓорѓи Иванов ги засноваше масовните помилувања веќе не постои. И шефот на државата апелираше за, како што рече, дел од уставните судии да се разбудат на време. Тие треба да разберат дека во оваа земја Никола Груевски веќе не е господар на нашите животи, порача Пендаровски.